Дејан, фала ти што дојде, добре дојде у Хитмејкер. Драго ми е што ме повикавте и големо задоволство да присуствувам во емисија. Ке ми простиш ако ти викам Ќуре, Дејан Ќурчиев, пошто се знаеме цел живот, скоро. Така. Заедно сме, нели, од прво оделение, роден ден у исти ден, иста клупа. Не е ништо случајно. Да. Дејан, како дојде идеја Никеа? Што значи Никеа? Ајде малце, просветлине. Така, после мојот неуспешен обид да се запишам на студии по историја на уметност во белектристриката што ја листав, го сретнав моментот на Никеа и се она што се случувало во Никеа пред многу години и ме заголица, направив еден спој на модерното, тоа што ни се случува нам сега и тоа што се случувало тогашка и таа нишка што ја најдов пресече да биде Никеа. Колку и да сакаме да бегаме, нема бегање од Никеа, али ние сме тука Кажи во ми, друга колку улога. пејачи продефилираа низ Никеа? Па правевме еден, мајде да речем условно експеримент. Имаше женски вокали, машки вокал, јас, Кои беа женски вокали? Тина Гирова и Тина Игуменова. Две Тини, кои дадоа исто така свој белек, оставија печат на вториот и на третиот албум на Никеа. Драго ми е, сега што сме во добри односи, но Ај кажи ми вака, енергијата на Никеа додека има пејачка на сцена или енергијата на Никеа која ти ги пееш песните, која е поблиску до на вистинското доживување на Никеа, филингот што ги зборам, еве твое лично доживување, дали Никеа со пејачка или ти како изведувач, како кантавтор и изведувач на песните на Никеа? интересно на заклучок, интересно е и за наблюдување, но ќе кажам, мощно е интересен спојот. Мене ме чудеше моментот кога го снимавме вториот албум, Тина како ги доживеа и емотивно ги пренесе многу успешно приказните од мене раскажани, бидејќи јас ги пишав и текстовите и музиката, и таа беше една мощно успешна приказна. Истото се случи и со другата Тина. Нема некоја разлика, затоа и вториот албум се вика Унисекс. Значи имавме универзален момент, онака експериментиравме и со машки и со женски вокали. И пак ќе кажам, неблагодарно е, бидејќи начинот на кој Тина ги донесе песните, сега на концерти јас ги изведувам во мој стил. И тоа е мощно интересно од аспект публиката ја знае во еден дел песната, ја со мојот вокал ја изнесувам на сосема друга. Мој личен филинг е дека најубаво е кога е склоп на двете. Кога ќе видам на сцена некоја песна Тина или пола песна Тина, па другата Тина ти, кога сте сите заедно како еден колектив, мислам дека тоа е целокупната Никеа и се она што веќе 20 и кусур години Никеа значи. Уште го имаш тој црниот Стратокастер? Да, не се кажу на таа приказна. Така? Тоа е мој пријател гитарист. Минуски. Аха. Поздравам Борисна Бригика, еден од најдобрите гитаристи. Гино е да Гино. Многу гитари му ги смерив, него не го смерив. Сакам да те прашам нешто. Пошто ние се знаеме цел живот, ја првпат видов дека си ти музичар на телевизија. Ја човеков го знам. Како? Бидејќи во осмолетка не се истакнуваше со музиката. Така, слабичко дете, малку тоа го злоупотребува појаките, посилните и така натака.
Ја бев малку од тие помангупите и што знае да се тепат, ама секогаш бевме блиски другари ја и ти. И баш ме интересира дали тоа што на некој начин си бил секогаш малце у пораната младост, да кажеме не толку у фронт, дали тоа те натера да прераснеш еден ваков уметник како што си денес? Види, тоа е не е случаен. Знаеш и ти, ние колку време се дружевме, јас памтам уште од осмолетка, деновите, типот на музика што го конзумиравте како мои соученици, јас бев сосема повлечена страна. Мене ме интересира, па вака да речеме, ете, бендови од тогашното Ю. Еден од првите бендови кој ме натера да размислам во овој правец беа Идоли како група. Добив од мојата тетка тогаш касета, се сеќавам, за роден ден, и преслушувајќи го материјалот, толку бе фасциниран дека сепак ова е тоа што во тие години, 13-14 години, е доволно за мен. Потоа почнав да навлегувам длабоко во таа југословенска рок сцена и тука некаде се преломи веќе во средно. Кој беше твојот учител? Учител, како да кажам, Кога научи? Да. Пошто Види. ја дали осмолетка ја свирев, Така беше. ама не свиревме заедно, ти не Така свиреше. беше, така. После наеднаш кикам, чекај се. Лееше тоа жарче и Ја имам колега сега од човек со кој што сум изразнал. Леви Сол, како македонски бенд, беа првите кои изврши уште поголемо влијание, бидејќи си македонски бенд. Не, кој те учеше? Кој му учеше? Ќе го споменам човекот кој сега за жал е покоен, Љупчо Хрисафовски, комшија мој, живееше во истата зграда, извореден, постарите ќе се сетат на него, извореден гитарист. Он, Љупчо Хрис, да, така му беше надимак, од него ги научи сите можни песни од Битлси. И се споја веќе коцките и се случи првата песна Лавиринт да ја свириме во средно на патронат на училиштето. И тогаш не се викавме Никеа, се викавме Айванс. Да. Бевме малце по-панк определени и многу интересни работи се случува на тој концерт. Голема е приказната, како да кажам, прв пат. Ја после 100 години од кога те знам, еве Никеа од која е, мислам дека дури после 25 години од основањето на Никеа, поише од 25 години, прв пат засвиревме заедно. Така. Тоа беше у Капанан. Капанан. Така. И ми беше големо задоволство и мислам дека не треба да биде само прв пат. Мислам дека можеме да направиме нешто повеќе, бидејќи доволно се познаваме. Сите имаме некој момент у нашето творештво што ни е знак на припознавање. Ја имам еден свој знак кој што нема да го откријам сега. Сум го открил на некој други. И никој не може да претпостави кога ќе им го кажеш. Стварно, тоа е. Скоро секоја песна, так, ете го, тоа е, тука. Ја, слушајќи ги Никеа толку време, знам еден друг знак кај вас. Кога ќе чујам почеток на вокална мелодија на трето време, у такт, Никеа. Драго ми е тоа да го слушнам, да. Гледавме да бидеме различни, да се исклучиме од сите влијани, знаеш. Не едноставно и можеби тоа не направи мејнстрим бенд, знаеш. Одевме по своје, по никоја цена да не исчекориме до нас што сакаме како уметнички израз да го дадеме. Доста луѓе го прифатија и драго ми е што
не следеа Значи, изминатите имате години. толку страшни ствари, толку добри текстови. Задњата ствар, мислам дека ви е кулминација на се до сега, затоа што се ми се свиѓало, али ова задњово, значи ми е песна која што знаеш, од оние песни као Шаде, која можеш нонстоп да иде у позадина, као на Нокаут и Мија, Месечевиот сјај, може да иде нонстоп у позадина, ремек дело, као на Fiction, новата песна Лавиринт. Исто, да се. Нели? Као и вашата љубовен рулет е ваша. Значи таа може да иде нонстоп, значи љубовен рулет песна што е што нонстоп можеш да ја слушаш и нонстоп да те бутка, да те крева, да те вози. Значи ти дава една енергија која што може да си ја изгубил некаде, ти ја враќа назад и почнеш да ги сработуваш работите. Периодов го завршуваме четвртиот студиски албум. При крај сме. Сакаме да работиме споро, ама работиме стрпливо и работиме да не сгрешиме, да бидеме своји. Сега кај снимате? Кај Оли? Не. Знам долго време На различни кај места, Оли Димитров на различни работи. места. Да, таму има неколку теми снимено има песни со Ристо Апостолов во негово студио и кај нашиот гитарист Игор Арсовски, да го поздравам него, да ги поздравам и сите членови на Никија, други, и Златко, Голди и Лазе, да. Исто и Тина, снимаме сега нова песна со Тина. Првата Тина или Првата Тина, да. Песната се вика, ќе откривам, Љубов во еден правец. Значи, темата која ни го бутка албумов е љубов. Најверојатно ќе најдеме некаква опција да љубов да се вплетка пак во приказните. И ќе биде интересно. Се надевам дека ќе задржиме таа позитивна енергија и ќе направиме доста добро парче на албум и нормално наш факт се живите свирки, настапи. Се надевам дека ќе имаме можност да презентираме Walk Sound. Испод и кај нас у топ листа, знаеш. Затоа што и види испотовите остануваат, значи Дефинитивно. X плюс Y плюс Z. И Чарли, колку имуна глупоста. Така. Многу добри. Тоа тие стварно и од денешна перспектива кога ги гледам, пак ќе кажам, Йинг и Јанг, знаеш, ама позитивна смисла, луѓето кои се познаваме малтене 45-6 години од деца, поминавме низ многу работи заедно, многу, како да кажам, ретки се вакви познавања и пријателства и само позитивни работи сме доживеале. Јуре, фала ти уште еднаш. Ти благодарам и уште еднаш. се гледаме за овие работи. Ајде, фала.